Јавноста со право се прашува како е возможно фирма со тројца вработени да направи 70 автобуси. Јавноста со право се прашува како е возможно на вака крајно сомнителна фирма како Санос, Зоран Заев да ја ветува државна директна субвенција изразена во милиони за извоз за кој постои сомнеш дека воопшто не се случил. За овој случај упорно молчи владата на СДС и Зоран Заев. Молчат затоа што се патени во матна сделка за која постои основ да биде истражена од надлежните институции и од обвинителството. Зоран Заев не смее да се однесува со народните пари како да се собственост на неговиот татко. Тие пари граѓаните ги плаќаат и имаат право да знаат на кои фирми тоа Заев ветува државни субвенции. Граѓаните сакаат да знаат како е можно фирма која функционира во пропаднати хали и која има само тројца вработени може да произведе 70 автобуси и за тоа да биде частена од Заев со дополнителни субвенции. Кој има ќар од ваквите дотации кои ги најавува Заев? Граѓаните, тројцата вработени во Санос или можеби тој лично? Одговори, но и одговорност за евентуални криминали мора да има. Матните сделки за кои јавноста виде дека Заев ги правеше во Струмица не смеат да се повторуваат на централно ниво. Граѓаните ќе застанат на патот на овие скандали веќе на 15 октомври. Казната тогаш ќе ги стигне за сите погрешни чекори во економијата и сомнителни сделки кои се врзуваат директно за името на Зоран Заев.